Добар ден, јас сум Љупчо Цветановски. Доредовте во последната епизода за оваа сезона на За или Против. Мој гостин е кој друг, ако не еден од моите најчести и најомилени гости, аналитичарот и поранешен јавен обвинител Сотир Костов. Добре ден. Добре, најдо, благодарам за овие зборови, пријатно сум изненаден. И ајде да затвориме привремено сезонова. Така, до септември барем, па потоа. Парете и вие да одморите малку новинарите. Дефинитивно не. Па се сомневам дека ги одмарат. Да, и тоа што викаш. Се нешто вие работите. Лето, да, како и да е, но еве, одиме со последните теми, она што се случува во Македонија. Денеска, како што привршува денот, а нема уште многу, нели, до неговиот крај, е последниот рок за донесување на изборниот закон, кој што е поставен како реформски закон од Европската Унија. Бидна што бидна, видовме што се случи, некој бойкотираше од самиот почеток, се викаше СДС, друг пак учествуваше и беше наводно кооперативен од самиот почеток до самиот крај. Едно те исто утро и двајцата случајно излегоа и СДС и Левица и Венко Филипче и Димитар Апасиев и рекоа едните дека не се согласуваат, потоа следуваат другите и така тоа што траеше веќе неколку недели, се обидуваше власта, не прифатија тоа што требаше да се прифати. Еве, од денеска Сотир, дефинитивно еве за неколку часа, 6 часа неполни, Македонија ќе биде посиромашна за 4,2 милиони евра од Европската комисија, односно од Европската Унија, нели, кој што требаше да ги добиеме заради, нели, донесувањето на овој закон, измените кои што беа потребни, кои што беа поздравени од Венецијанската комисија, од Европската Унија како добар закон, но еве, значи поради Венко Филипче, поради Димитар Апасиев и нивните екипи, тука и Али Ахмети секако не може да заостане и тој, сме посиромашни 4,2 милиони евра, многу пари за многу убави работи што може да се искористат. Љупчо, ја ова го имам наречено грд деструктивен политички ескапизам. Најблизок превод е бегство, ама не само обично бегство. Тоа е бегство од реалноста, бегство од јавната сцена, бегство од одговорноста, бегство од дисциплината и учеството за доброто на Македонија, само и само некој друг да се оцрни. Те уверувам дека штетата за Македонија ќе биде времена и ќе биде отклонета, ќе биде тргната. Овој закон ќе се усвои. Нема, значи, јас следам 30 кусур години, не може да не се усвои овој закон. Ама види што е работа. Овој триаголник, да речам бермудски, политички бермудски триаголник, не сакаа, најсимптоматично е, не сакаа сами да седнат да се договорат и да истапат со платформа, тоа е со барање, со меморандум. Ке ја вратам лентата временска наназад и ке дадам еден пример позитивен, кога Никола Груевски што току лидер на ВМРО ДПМН се припремаат изборите 2006 година, држ не дај, натегање она, Владо Бучевски седнуваат, Никола Груевски не ме држи за збор и ВМРО ДПМН 9 или не знам колку барања, му ги поднесува и му вика, Фере, ова да го разгледате и да се приближиме. Ние можеме Владо Бучковски да напаѓаме по многу основи. Знаеме кој е. Човекот се му прифати. Се случија избори, опозицијата победи, власта изгуби. Нема ли некој во СДСМ да му го каже ова, како пример, а има и други примери, на Филипче, и да му каже дека не смее да бега од масата на дебата, од масата каде се што носи фигуративно, метафорично кажувам, а тоа е домот законодавен. Значи, нема ли некој да му каже дека не смее да бега? Не, губи тој, губи СДСМ. Сега, што е позади завесата? Мојот радар гледа како истражува. Главен играч е, може би ќе се изненадеш, за мене тука е Дуј. А исторен играч е СДСМ, а по потреба спотер е Левица. Дуј знае, ако овој закон се промени, а ќе се промени. И изборното законодавство ќе се промени. И ако
Не е лошо изборното време. Ама го имаме од 2002 година, па еве и да пробаме една единица или не е битно што отворени листи, неотворени и така натаму. Дуи направиле симулации и виделе дека губат ако се промени. Преку села ја пуштаат мувата за 8 единици, што е нонсенс. Овие 6 се многу, Да. имаме различно Вишок. тежење на избирачкиот глас, поради различната големина на изборните единици, сите тежниат барем така велат кон една изборна единица, ако остане пропорционален, иначе се разбереме, мнозинскиот на ВМРО ДПМН најмногу му одговара. Еве, ВМРО ДПМН се откажува од мнозинскиот модел. Значи, тука главниот кочничар е Дуи. Ама, одма до него лево или десно е СДСМ, бидејќи СДСМ сега сака да врати матрицата на Заев, кој уценуваше, држ не да ја правеше, се определуваа избори, се одлагаа и го направи тоа што го направи со пржино. Тие времиња се минати, тој контекст е надминат, Македонија е стабилна, економските параметри го потврдуваат тоа, социјалата ни зајакнува, што е чудо од странство, од релевантни институции и поединци носители на највисоки функции во ЕУ, во САД и во други меѓународни институции, као Светска банка, ММФ и други некои институции, добиваме позитивни карактеристики и кога тие ги прават нивните анализи, ги даваат најверодостојните параметри дека ние одиме напред, може би не со саканата динамика, ама одиме напред, чекор по чекор. Сега, тоа не е така. СДСМ вели нема реформи, СДСМ вели. Со 15 пратеника. Има и 15, значи Бе 18, кај се овие трите? Славјанка, Панелики ја брка. Те сваќам. Моника Зајкова, Така. каде? И турската партија која што премина директно конкретно во ВМРО ДПМН. Значи, ова го прават она што го правеше Заев, тогаш со силата од претходно од Бранко, нели? Имаше 44 чинам пратеника. Не е исто 15 и 44, е 1:3 скоро за еден недостиг. Ова е синдромот бонсаи. Така. Мало дрвце, Така. СДСМ е сведено на минимум, и сега они сакат на друг начин. Го видели што направија сега? Мувла повеќе. Најнормална реконструкција, бонсај, да. каде што имаме прекрасна атмосфера право во ВМРО ДПМН, збиени редови. Така. Каде што имаме прекрасна коалиција, нема недоразбирање. Каде што имаме стабилно мнозинство, 77-8, па сега се зголеми заедно. Тие исценираа или поточно сакаа да исценират прво негативна атмосфера, потоа расправија, на крајот дури на граница на физичка пресметка. Не, тоа е сето измислено, тоа е исилено и сега може би, тука 3 секунди те молам, ќе сум субјективен, ама не, ќе сум многу реален и објективен, да објаснам зошто е тој напад на Стоилковиќ. Па, драгите мои колеги аналитичари, кои по потреба се аналитичари, па и некои новинари што плачат за опозицијата, на Притисни. па и опозицијата, нека си погледне резултатите во Куманово. Што ќе видат? Ќе видат 3 советника Стоилковиќ, неговата партија, 4 советника СДСМ. 3600-700 гласа Стоилковиќ, 4000 и нешто СДСМ. Еве тија причината. Тој во Куманово им... А Куманово, те молам, знаеме дека е најголема општина во Република Македонија? Знаеме. Знаеме дека е многу битна општина? Знаеме. Знаеме дека СДСМ големи дебакли доживува таму со Максим, со ВМРО, со Знам, со ВМРО? Знаеме. Стоилковиќ сега не чини, затоа што мора да кажам дека он е еден политичар, еве ние велиме на мала средна партија, ама во Куманово ги тепа на еден начин. Ама му прават И услуга направи со ова што го Белја. зборат за него. Куманово тоа расположение дека бил дел од српски свет, дека бил од руски. Тоа му прават услуга, што? 2 месеца Тоа се на глупости. прошлите локални Па не избори разбрале нешто. немав ангажман, Да. како човек кој работи на изборни кампањи, само на замолница на Бован од
Куманово на ВМРО ДПМН им помагав едно месец и пол и два. И ја видов атмосферата, дури ја и со Стојлевичка разговарав. Му викам, не мислиш дека ќе изгубите вака? Ние сме пријатели од оној систем, од социјализмот. Дека ќе изгубите и као коалиција и као... не, вика, брат, ќе видиш, вика, сме пресметале, ние работиме на теренот. И да завршам. Значи, Куманово, он им удри бетон на нив. Прво, Максим, знам, ВМРО ДПМН и малата средна партија, партијата на Стојковиќ, ги победува. Сега, ја во Куманово не видов никаков српски свет. Ја во Куманово, тие 2 месеца, и сега кога одам, ја гледам македонци, ја гледам албанци, ја гледам турци и ја гледам срби. Активни беа за изворите, си зедоа дел од колач. Му лепати на Максим, безвезна работи, не бил со албанците. Тој ме работа, не. Излегувам ја од неговиот кабинет, се договаравме за еден граѓански проект у Куманово што го правевме, влегуваат 3 лидери на албански партии од Македонија. Ме запозна, значи, чим доаѓат кај него човекот, не ми стои таков националист или човек кој не соработува со тие. Може би у некои ставови не се согласуваат, ама еве ги се комуницираат и имаат соработка. Значи, тој Стојлковиќ не можат они да му забранат да оди во Србија, а иначе оди гледа утакмици. Јас сум партизановец, знам и оди на кошарка и на фудбал. Значи, не може да му забранат тој каде да оди, не може да му забранат он гости да чува овде да пречекува оне лидер на партија, он е член од коалицијата и едно ќе кажам што може би е најбитно. Так. Кога ја правев анализата функционалност на институциите, оној трет столб од платформата 11-90 на ВМРО да видам, а после година и пол дали заживееле некои од столбовите, и викам, ајде со мојот тим од бренд концепти да провериме како функционираат 6 институции. Една избрав неговото министерство. Љупчо. Вработени нема од кои не од малцинствата. Уставот наш вели дел од народот, ама ја не го признавам тоа, него од малцинствата. Чекав на прием кај Стојлковиќ, чекав на прием кај државниот секретар, чекав на прием кај советници некои, гледам вравалечница од албанци, турци, македонци, муслимани, срби, македонци. Не можат да му најдат маана. Да те подсетам, ги откри креветите на Дуи во канцелариите и кажа што сме правеле. И едно ќе ти кажам за бирократијата. Кебапите на Артан Груби. Така. Кога одев и најавен и ненајавен со мојата екипа, или ги пуштав од мојата екипа, нека ми најде некој од СДС по средена друга институција у нивно време, па ако сакаш и сега, те пречекуваат, те легитимираат, телефонираат, те носат до лифт, те качуваат горе, те познават или не те познават. Значи, тој министер си го средил министерството. Ама не чини затоа што тој е српски свет, тој е човек на Вучич и така. Кога кажале значи, вистина минати. Тоа што сакаа во парламентот да го направат, многу добро им одговори премиерот и ја нема што да додадам, него осеќав така една потреба као негов пријател на Стојлковиќ да кажам дека тоа што му го лепат, коренот е во Куманово. Нека ми простат, ги здрови на изборите и големата државна партија СДСМ да има 4 советници, а малата српска партија да има 3 советници, тоа нешто кажува. Тоа нешто кажува. Лично мислам дека овој ескапизам политички е деструктивен, многу град, најмногу ќе му наштети на Филипче како лидер и едноставно тие околу него не знам колку му го мислат доброто, ама еве они мислат дека сакајки злонамерно да му наштетат на ВМРО ДПМН, тој им се враќа бумеранг на самите себе си. Така, ќе им се врати преку диаспората каде и да е, зашто како и да е, тие ќе испадне дека ќе гласа, да не се лажеме, а после сето што направија во минатото, а сега што им го прават ова башка, мислам дека, нели, се плаќа што си посел, ке си жнееш, велат луѓето. Да. Токму ми беше гостени амбасадорот Никовски и тој го кажа како приказка за мали деца ова моментот, се плашеле од електронското гласење, како што се плашеа од Safe City, нели се плашеа ке ги следеле, глупости. Овие се исплашени. Многу се исплашени. Треба на бајачка да ги носиме против диаспора, претходно против Safe City, камери и било што. Но еве, приказката е многу едноставна дека се плашат од диаспората.
Се плашат дека ако диаспората гласа, а ќе гласа, дека нема да гласа за нив и тоа е факт. Но еве, ја да обрнам поинаку. Да, Не гласат дома во Македонија за. така. Значи и дома не гласат за. Така, но една теза исто така која што е испревртена, слушнав и Зајкова ја употребува и сите заедно, и Левица и Венко Филипче. Многу е ступидна. Значи, многу е безобразна. Не било фер и демократски ние да гласаме со отпечаток од прст, а тие да гласаат електронски, односно да не гласаат и тие со отпечаток од прст. Една работа што треба да им ја каже некој, бидејќи очигледно, иако се представуваат како шетани луѓе, ѓоамити во некоја паланка да растеле. Сваќаат ли дека луѓе од Манитоба треба да отидат во Торонто да гласаат, а друга работа, ние гласаме на најблиското училиште, било која институција, значи во превод ќе станеш, ќе поодиш 200-300 метри, некои 400 и ќе гласаш. Ти да палиш авионот од Манитоба да гласаш во Торонто, луѓе, мислам, не држи, тој им е главниот аргумент. Не било исто, не било фер. Како не било исто, не било фер? Како може да гласаш ти? Ти еднаш треба да се пријавиш за гласање, ќе истепаш 500 километри и втор пат уште 500 за да гласаш. Кој е тој? Па за тоа гласаат по тројца, нели, приказката? Не е тоа проблем. Да. Они си го знаат резултатот. Кој беа изборни единица 7, 8 и 9, 3-0 беше за ВМРО. Друг е проблемот. Гледај они сега како ги мачкаат очите на јавноста и на луѓето, на избирачите. Така алиби си прават создава, да. 2029 година Мицкоски припремал голема плячка касапаана за изборите. Чекај луѓе. Пред 2029 се случува 2028 парламентарни избори. Победи на изборите, бидејќи велат дека се секој пат подготвени, дека се најдобра партија, дека се најспремна партија, дека рейтингот им расте, на ВМРО рейтингот му паѓа, значи они победуваат на изборите 2028. Ако они победат на изборите 2028 година, нерелевантна е 2029 година. Так. Не може ВМРО, ДПМН и Мицкоски да припремат плячка. Они ќе дојдат на вас. Сега ова го И тоа зборам. 4, пази, внимавај, мала дигресија. 4 изборни циклуси поред ги мачкаат на леп. Значи, зборуваме од локалните, парламентарните, председателските, локалните. Катастрофа! Значи, сега, после 4 изборни циклуси, а ти си катастрофа, дебакал доживуваш, и што викаш? А следните избори ќе има намештајка. И кој нормален човек што те гледа од страната не вели, а ова е подготовка, либи за... А заборува дека тие следни имат други избори. Така, 2028. да, така. Ке ги вкрстат мечовите. Нека победат, нека победат, отпаѓа 2029 дека некој ќе ги мести изборите. Него не е тоа, не си имаат они рейтинг ниту во Македонија, ниту во нашите заедници европски и прекуокеански и само се брукаат што ни ги делат македонците. Ја никој пат не сум ги делал македонците. Сме збореле ја и ти за Канада, кај што сме биле. Ја знам ситуацијата делумно во Америка, во добри неколку држави во Европа, едноставно Австралија малку што има рейтинг, они го изгубија. И сега они прават било што, она матрица на Заев, се да измешат, да представат дека овде, пази, автократски режим, диктатура. Ај сега да ти кажам нешто. ОКГ, организирана криминална група, се краде, се плячка, тендераши, абе дајте некој аргумент, абе дајте некој доказ, абе дајте некој факт, абе дајте некоја индиција, јас ќе ги зборувам, јас ќе кажувам, не може ова вака и ова и она. Не. Мене тоа сега ќе те насмеја малку. Има еден филм прекрасен, Варливо лето, 1968 година, Штимац главна улога. Улогата, значи Штимац е Холивуд за Филипче, не можам да успоредувам, ама улогата што ја игра, он е млад дечко кој бара своето место во животот, во светот, во реалноста и ја бара жената на својот живот, се запослува во една пекарна, една прекрасна млада госпогица, месе тесто, она малку разголена, мислам беше Јагодинка Симоновиќ, и он толку во нејзе се влюбува, толку во мајнсетот, во мислите му легува, она и дава отказ, оди во друга пекара и он да не го заборави името и он само повторува, ама XX пати. Јагодинка Симоновиќ е извини, ама наш
Филипче, председателот, лидерот на СДСМ, мене ми е као ова. Само повторува една иста работа стотинак пати на сите пресконференции, без да понуди нешто, па да не замисли, да ни даде некој доказ, да ни даде некој аргумент, некој факт, а вака тоа се претвара во една обична тавтологија, веќе и неговите не му веруваат, ама чудо нешто, па сега неговите сите станаа петоколонаши, сите станаа издајци, сите станаа луѓе кои работат во интерес на ВМРО, а ја тие луѓе што ги познавам тамо од тие 25-6, барем 7-8 што ги знам, со ВМРО нешто не мелат брашно, да ти кажам. Мене ме потсети и ми доаѓа сликата како Филипче стои пред огледалото и вели свакога дана, сваком погледу, све више напрежен, така беше ти го избра другото, полесното. Така, давањето на самодоверба и секој ден во секој поглед се повеќе напреден, секој ден си го повтораш. Ме потсети на тоа еден метод, ја како ги спремам младите лидери во политиката, кога ги обучувам, обавезно малку ако видам имаат проблеми со самите себе, со сигурност, ја ги терам пред огледало да одат и да повторуваат, не да учат на памет, да се гледат израз, фасцијални движења, да видат тоналитет, дикција, они да се уверат. Огледалото, тоа е старата презентерска школа, да, ама не искривеното огледало, кое дава погрешен лик, и да не го ти е прават најдобар пријател. Со розови очила да не го прават. Немој Дилан Педуза, да не го кажувам сега и Семјон Семјоновиќ. Него ова, нека погледне се добро на огледалото. Филипче, ја мислам, ќе си помогне сами од себе. Не мора некој пиарџи да му помогат, не мора да го куди Сотир или овој она, ќе најде дека греши што греши, бидејќи види 2 години е веќе лидер на СДСМ, ја не можам да сватам како толку, не може да одат напред, барем малку по малку, тие нешто стагнираат, тие одат назад. Па некој што сака нека збори дека ја играм мајтап, не, јас сум загрижен, ја сакам да се оправат. Так. Овде сум го рекол неколку пати тоа, еве и денес го повторувам. Инсистираа за создавање на еден опозицијски блок чија што единствена цел ќе им биде уривање на ВМРО ДПМН, затоа што биле вакви, такви и онакви, меѓу другото, секогаш се виновни за се ВМРО ДПМН. Денеска се повтори истото, откако не цели 2 недели беа другарчиња со Апасиев и со Левица. Беше многу симптоматично тоа истото утро што се случи да го одбијат изборниот законник. Вчера исто така направија една пресконференција, ќе зборуваме потоа за цуната и за слично. Конечно. Тука се најдоа, но денеска се скара. Денеска соопштение има 3 страници на СДСМ во кое што Левица била на ВМРО ДПМН, да знаеш, и дека го слушале Мицковски, играле за него. Зошто играле? За да ги бутнат СДСМ и да ја уништат партијата, тоа било целта. И сега стоиш вака од страна, многу теории на заговор во целата приказка, нели, но еве, рогови во веќа не издржа, се степаа после 2 недели. И враќат на Левица која даде предлог да седнат на маса, да се договорат за изборниот законник и да испадна поконструктивна од нив, дури. Бидејќи ги засрами пред јавноста, они сега и враќат на Левица. Иако и Левица не е тука чиста. Не. Цело време е во процесот. Значи, премиерот пластично го објасни тоа. Координаторот на ВМРО на пратеничката група исто така. Председателот на собрание го кажа. Значи, учествувале во процесот, биле конструктивни, дошле до еден вид консензус минус СДСМ, сите требале да го убедат СДСМ и они се повлекуваат. Од кои причини, ја се уште не сум ги баш за нив проучил, иако лично мислам они имаат проблеми со цензусот. Дуи заговара 5%, што е нонсенс. Так, да. Таков цензус ќе испаѓат сите партии, тие некои поголемите ќе паднат. Они тука не можат да си најдат заедничко и сега многу јасно ќе почнат меѓу нив да се караат, ама тоа народот го гледа и знаеш како. И не треба тука многу мудрување. Да ги оставиме да видиме, знаеш, народски речено, кое јајце ќе го снесат. Така, но еве, освен што треба да ги носиме на бајачка, што е шега, но очигледно треба да ги носиме за диаспората, бидејќи има страшен уплав од неа. Дали ти се верува едноставно дека може да го прават тоа што го прават, бидејќи како и да е, ова ќе биде успех за Македонија, доколку се донесе изборниот законник, еве да речеме токму на овој пример, успехот за Македонија ќе биде за жал
Нивни така го гледаат тоа. И успех на ВМРО ДПМН, па се тоа што го прават да не успее ВМРО ДПМН, а со тоа и Македонија, што би рекле србите, мање важно, нели? Колатерална штета ќе си оди Македонија, ама ќе остане ти се верува една од теориите на аналитичарите и познавачите дека прават се само за да оваа власт не мрне, па нели да речат ете изолирани, добиваме најмногу пари. Доаѓа Марта Кос кажува шампиони сте. Марта Кос кажува ова е реформски закон, тие излегуваат лаже вика Ницковски, не е реформски закон. Сега кој лаже, Венко или Марта Кос, да ми простат, ама тако португалецот председател на парламентот. Кошта што Рокас. Најубави збори. Така. Представникот на Еврокас. Види, држи оваа теорија што кажуваш, ама ова е знаеш, она старата. Од дрвата не ја гледат шумата. Прво не може да му наштетат на ВМРО е многу јак у момент. Ама претерано јак. Они на ВМРО можат само во отворена битка на избори да се видат со ВМРО. Тачка. А за да се видат на отворена битка на избори, они треба да понудат платформа. Они треба да го сменат правецот во кој се движат, да си ја вратат социјалдемократијата и со идеја, со проекти да му се спротивстават на ова ВМРО кое е стабилно, збиени редови, има идеологија, има убава коалиција, има убаво мнозинство и си ја тера работа. Дури можеме само да поддржиме и да им речеме ајде малку така по-забрзано да одат. Ама они наштетуваат на Македонија. Значи, тука ВМРО ја би го ставил во втор план. Значи, они сега на Македонија и прават проблеми, а во таа каша тие не ставија. Нема мнозинство, прифатија нешто што не можат да реализираат. Имаа цели 2 години Лјупчо, додека имаа влада, додека имаа мнозинство, да седнат на маса, да го убедат ВМРО ДПМН, да се прифати таа пуста рамка или француски предлог. Тоа не можеше да се случи од причини што Македонија губи 100-0 така со Бугарија и со Европска Унија. И сега откако 2 години они видоа што направија. Сега му префрлаат на ВМРО дека ВМРО не сака евроинтеграција, што не е точно. Па истото ќе биде реформа. Законикот ќе речат, а него донесоа заради тоа што ВМРО инсистираше на диаспората. Не дека ние го кочевме, ова кога кралецот ќе вика фати го крај. Истото ќе се случи, тоа е тоа факт. Да. И гледа се, они сакат да дефокусираат. Да. Иако евроинтеграциите се само еден сегмент на растот, развојот и прогресот на Македонија економски, социјален, политички и уставен. Ти не знам дали приметуваш, овој веќе не е нов председател на Уставниот суд, загатнува некои работи, такви лекции им држи на ДУИ и на СДС. Тоа случајно се они бидејќи го напаѓаат, значи не сакам да речам на политиката им држи, што јас сум многу пријатно изненаден да ти кажам. Многу пријатно изненаден. Нема етнизација, нема клучови, него ќе има владење на право и ќе има вистинска заштита на законитоста и уставност. Точка НД. ДУИ најмногу губи тука. ДУИ најмногу губи тука. СДС знае да плива и позитивно и негативно. И сега, кога некој со јазикот на правото зборува, дека ако сакаме напред, мора да имаме владење на право, значи, владење на законие, претходно усвојување култура на законие, а не коруптивност, а не криминал, а не организиран криминал, што имавме 7,5-8 години, и они рипаат, ставаат кочници, на механизмот сакаат да му ставаат да вештачки гапови да предизвикаат и да го закочат. Не. Ама, тоа е штетно за Македонија, тоа е времено закочување на напредокот на Македонија. Јас сум оптимист, тоа ќе се надмине. Од причина што сега они дали се свесни каков притисок ќе има меѓународен и домашен за ова што му го само да го оцрнат ВМРО, а заборавија Македонија. Сега ќе биде многу жешко, претерано жешко лето за нив, а живи били и здрави ќе видиме есента како ќе се одвива. Лично мислам тоталка навигацијата им е малку ќе се изразам. Како човек од воздухопловство. Погрешна, да, како човек, бивши човек веќе у пензија 3 и таму кусур години, навигацијата им е тотално погрешна. Тотално. Жироскопот им е све им е погрешно.
бусоли, мусоли, компаси, немали да седнат на маса, кој да им каже, бе, луѓе, дај... Каже им има ли пилот во авионот на крајот на Па причата? да, Так. ама сме го зборели и тоа, дека нема пилот во авионот. Ти велиш ја заборавија Македонија во случајот со изборниот законник, јас велам никогаш не им било до Македонија, искрено Па може би си ти го прави. 5 години, но една работа, зборувавме за правдата и дека работите се враќаат во нормала и тоа е факт. Еве видовме токму со Талир 2 повторно едно како круши паѓаат оние предметите на СЈО ли, СДС ли, чии и да беа тие јавни обвинители, ја знаеме чии се јави Ленче, на вистина се јави, кажа дека тоа било страшно што се случувало, сите знаеме која е, што е, зошто е. Но еве се отвараат работите конечно и во тоа СЈО, уште еден предмет падна кој што беше небулоза. Да му земеш ти на некого имот, на цела партија која што си го токмела, си го правела години да го задржиш. А имаме, замрзнат. а тоа го прави од друга страна една партија која што целиот свој имот го доби на подарок од комунистичката партија, наследниците, па и Не, она сами си зедоа, не зедоа на подарок. Не и Сами се. си зедоа. Ама Ја знам ни- целата постапка. знаеш и настрана што седиштето име на местото на старите градски гробишта, па Ова не го знам. Да, таму се наоѓа Бихачка цел тој дел и уште наоѓаат се уште наоѓаат и коски, черепи и такви работи, нели? Но еве, како и да е партијата која што си го зема имото што велиш него ни наследи, тоа сакаше да го направи со противничката партија толку да ја поништи, како прво ВМРО да им го земе презнакот, како второ имотот. Тоа не е диктатура, тоа не е хунта, Па тоа видиш, беше тоа е на нели кратка нормално. стаза. Да. Ево, Така. заврши и тоа. Да. Што правиме сега? Е, така, еве СЈО Сега приказка. Страсбург ни виси као Дамоклов меч, секој втори или трет месец, ево во проценка давам, не сум се видел со Минкиновски, треба да поразговарам, он ја владее ова материја, ние ќе добиваме тешки бумеранзи. Ова влада ни крива, ни должна, ќе треба да одговори на тешки прашања, а мора да ги одговори, бидејќи континуитетот си е континуитет, држава е држава, на многу тешки прашања на Страсбург на судот треба да му се одговори, таму малку попрофесионално се терат предметите. Прво те прашуваат, те анкетират, одговараш, па ценат, па докази, па дали ти се повредени правата и слободите на правниот и на уставниот систем, па дури потоа они за суштината на судење разговараат. Сите испаѓа као крушки, почна со Министерката за внатрешни, што ја малтретира нечовечки, нехумано, Гордана Јанкуловска, и еве продолжува и мене не ми е драго ова што се случува, ама не ми е драго и тоа за Македонија не чини као за држава, за правниот систем и уставниот. А од друга страна ми е посебно драго, бидејќи голема неправда и на дечките од 27 април се правеше и на Така, тоа се тие политички неколку прогон постулати, имаше, да. и добивме одместена слика за политиката во Македонија. Полека некако си доваѓаат работите на свое место. Исчашениот политички зглоб, ја велам, се враќа во своето лежиште. Трите работи кои што се основата на целата приказка, што мора некогаш да се направат, враќањето на името ќе биде најтешко, ама ќе го направи. Дај Боже да доживеам. Знам дека ќе се случи, ама не знам. Ќе си дочекаме. Не знам. Тоа е првото, второто е правда за браќата уставобранители и тоа мора да дојде. Тоа полека доаѓа, да Доаѓа, но многу споро, не на начин на кој сакаме. А третото е ги стел заедно СЈО, казната за зулумите на СЈО и казната за оние кои што им ги даваа наредбите и им ги пишуваа на салфетички како што сведочеа многу јавни обвинители и суди. Мислиш дека ќе дојде конечно и тоа е Види сега. третото барем Треба со да секој почнеме вас- од крајот, нели? Секој од вас да си ја заврши работата своја. Така. Ја тука малку се разликувам од колегите мои аналитичари. Они ги мешат бабите и жабите, запнале владата, Мицкоски, парламентот. Си ја заврши работата, еве нека е 90%. Ја велам повеќе. Значи, агендата, реформата, оценета, најдобра во државата, во регионот, најдобри од апликантите, подобри и од Црна Гора и од Албанија, и затоа добивме најдобра квота. Да не беше ова кочница, уште едно 4-5-6 милиона евра ќе добиеме, ја тврдам дека ќе добиевме, ќе ги добиеме, јас тврдам. Сега, може би ќе ти изненадам, на потеќе обвинителот на Република Македонија. Да видиме што се случува во ОЈО ГОК, како се вели
обвинителството за организиран криминал, гонење и корупција. Колку знам, таму мандатот полека минува, ни треба нов човек. Го видовме, имавме едно јавление пред 10 дена, јас се изненадив малку како почна да се кара на новинариве нешто така, малку дигна глас. И тоа е 4 години, тоа е. Да видиме што се случува со висшето обвинителство, дали таму полека се нормализираа работиве, и да видиме дали полека ќе се зајакнуваат и човечките, и организационите, и техничките ресурси, прво во висшите обвинителства и апелационите судови, сега малку и судскиот систем сакам да го фатам, а потоа и основните. Иако треба наопачки да почнеме од основните да се подобро работа. Сега, новиот обвинител, да видиме нов тим, ќе има ли некој рефрешинг, ќе има ли нови снаги, и да се тргне во позасилено гонење на организираниот криминал. Му даваш уште време, малку помина. Не, еве вака. Малку многу време помина. Да. Еве вака, јас само ќе потсетам. Ја реков секоја прилика, иако ги намалев моите јавни излегувања, имам причина зашто тоа го правев, две основни причини, една субјективна, една објективна. Значи ја вака реков, секој пат ќе потсетувам, до кај сме со бонусите СЈО. Тоа мора да се реши. Тоа да се разбериме. Што правиме со трите бизнисмени, политичари во бегство едниот, Ковачевски, значи со 160 и колку беше милиони? 7. И 7 милиона. И тоа се уште избега на пропад на случајот, Значи, зашто не се Ковачевски, врати Капушевски, поетот? Како беше овој бизнисменот? Од Дуи? Пуцко. Пуцко Петро. Што правиме со тој предмет? Да. Ја тонку. Не, лето е, ќе оставиме. Ајде, да не кобиме. Ама, докаде сме со тие предмет? Докаде сме да видиме колку знам. Едниот е во висше обвинителство, паднал во раците на Јово Цветановски, ја познавајќи го кој е Јово Цветановски, мислам ќе ја истера работата до крај. Ама ајде да не зборувам пред рака и да чекаме да видиме што ќе се случи, бидејќи тој предмет не е завршен. Тој предмет сега е по жалба и треба, ајде, да биде вратен. Па ќе видиме. Во едно време така да, толку од мене. Судската власт малку нека си, тука е судски совет, извини. Судскиот совет, тука е совет на обвинители, малку нека засукат ракави, малку нека си ги погледнат редовите и да не им се случува нивни членови, заменици, председатели да ги фаќаат со 10.000 евра, да ги фаќаат во корупција, во нудење, зимање мито, во вршење влијание и така натаму. Малку нека направат селекција. Се случи еден преседан, еден дилер избега од една станица. И наеднаш повторно видовме една симултана, не знам на буквата К беше градот, но имавме симултана реакција повторно на една несинхронизирана опозиција Ѓоамити, која што, да, после утре дента веќе се скара, пак зборуваме за СДС и за Левица, а Пасиев излезе на едната страна, на другата страна СРС, ма во исто време држа пресконференција како пропаднала државата, затоа што цуната, како го викаат... Цуната. И со тоа во источниот дел, нели, цуната, често пати се слуша, избегал, го фатија за 2-3 дена за нивна жал, еве ги нема, ама не требало тоа да се случи нормално. Најави Јанев, ки има одговорност, тоа не смее да се случува, но еве, зборуваме за човек кој што велат, меѓу другото, дека бил поврзан токму со едни кругови за некој кој што кудеа зошто тој избега. Ајде да не прејудицираме, ке речат, ама има многу вистини во чаршиските муавети, така. Лјупчо, тоа е мој терен, едно по област, а второ и Кочани. Да. Меѓу првите кажав каде е проблемот и меѓу првите кажав дека е позади завесата. Дадов јавно и во ова студио насоки дека има еден дилер што го трови Кочани, го загадува со дрога, децата погинати и оштетени најголема мера од него се тие што биле конзументи на тоа што конзумирале. И дека е поддржан од полицијата, ама не од полицијата цела, него од двојца, еден висок началник, еден во Кочани и треба да ги ловат. Добро е што го уловија. Ја сега едно ќе ти кажам. Кочани, она го знаеш, од социјализмот бронки лакше се дише. Сега веќе улиците во Кочани ќе се малку почисти. Полесно ќе се дише, затоа што главниот дилер е фатен. Полициската врска е прекината, сега останува бизнис врската која донесе дрогата во Кочани. Кочани, не знам дали знаеш, ова
прв пат ќе го зборувам, затоа си реков ќе молчам да видам до кај ќе одат работиве. Кочани важеше за време на СДС на 7-8 години центар на две работи. На дилање дрога, и тоа во ненормални количини на целиот исток, па и во Македонија преку Кочани, и центар на украдените работи по куќите, пари, злато и вредни предмети. И во едното и во другото беа замешани полициски службеници. Толку од мене, ова второ, колку знам се работи, да го откријат, и видите разликата од тогашната власт и сегашната. Сегашната ги гони, моите комплименти за министерот и неговиот тим, па ако сакаш и од Штип, и од Кочани, и така натаму, не ги познавам. А другите учествуваа. Другите учествуваа во тоа, тука ќе завршам, да не прејудицирам, да видиме што ќе излезе од тоа. Ама колку знам дека сега малку родителите на младата популација, на тинеџерите ќе здивнат и сега треба сите да се организираат да ги затворат вратите на новите дилери. Бидејќи знаеме тие се многу прилагодливи, Кочани малку да го остават настрана. Најголема трагедија не снајде, сосема се во право родителите, она што го кажуваат, додека не се мешат во вештачење, во судење, во обвинување, ја ги поддржувам и сега мислам дека Кочани на еден начин треба малку позаштитено да биде и колку гледам го фатија главниот дилер. Уште бизнис врската да фатат. Вчера се случи уште еден преседан во македонската понова, ќе наречам, историја, позитивен. Нешто што не можеше да се случи минатите од 2017-2024 беше научна фантастика, тоа незамисливо. Паднаа првите пресуди за бела ноца. Зборуваме за дрога, така, за оружје, за измами, за убиства, за рекети, за нема што нема тука, нели? 20 години бев на истокот малку Виница, така, да. Кочани, Штип, и тоа не главниот. Не го знам ова. Еден доби 20 години, еден доби 11 години, друг доби 4. Останаа разликата. Уште неколку. Главниот се уште не е осуден. Тој ќе добие можеби и повеќе, не ќе да преодицирам потом. Претходната власт со нив се сликаше, ова власт ги гони толку од мене. И Гршеци бела ноца. Комплименти за судската власт ги осудува. Приказката ти прашуваше кој ги носел, па ако некој носеше некаде, ја мислам дека тоа беа оние двете, ти текнува акциите што беа силни, токму за Гршец и за бела ноца, така во два наврата се одвива. Имаме уште теми за отворање. Ајде. Ќе зборуваме за она што се случува во Македонија, за некои пропаднати драми, за иднината, за она што не очекува. Со нас е Сотир Костов, се раќаме веднаш по куциот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, последна сезона, односно последна епизода оваа сезона. Мој гостин е кој друг како не Сотир Костов. Значи зборувавме за она што се случува во Македонија, враќањето на правдата, како изгледа сето тоа можеби споро факт, но продолжува. Имавме уште еден случај денеска, дознавме за многу работи што се случувале во минатата влада, постојано дознаваме, тоа беше јавна тајна, но не е на одмет да слушнеме и со факти. Овој пат слушнавме за поранешниот директор на Созара, кој што, верували или не, лирџат од владиниот авион си го користел за приватни потреби. Ова е Македонија. За приватни потреби да искористиш тротинет, па, нели, ќе те видат, а ти да леташ за приватни потреби со Мајндсет. Так. Сваќање, непризнавање на одговорност, немање на дисциплина и она нивниот, сум зборел, тоа е еден синдром, зошто па да не, можеме се, тоа сакаме се, можеме се, никој не ни може. Па еве е разликата. Значи имаме 2 години нова власт, значи нема затварање на генерални секретари на влада, тоа е сега едене, ама кај ни беа тројца. Да. Пробаа на Ивица да му прават проблеми, нема основ, а еве го нивните излегуваат што правеле. Јас сум човек од воздухопловството, јас знам како се користи тој авион, си има цела процедура, они ги прекршиле сите правила и си правиле за приватни потреби. Нема да зборувам во детали, нека си тера и полиција и обвинителство, кога ќе излезе нешто на површина, ќе даде ми некој поголем коментар, ама тоа е срамота. Тој авион го памтам ја уште од оној систем, не истиот, ама владиниот авион. Се користел за хуманитарни сврхи, се користел за брзи операции во Србија, во Германија, во Словенија.
се користел за такви работи и тоа е окей. Ама ти да го користиш за твои приватни работи, а го напаѓа, ако се сеќаваш, пред непол месец премиерот за Хрватска нешто Кобајаги правело, што не е точно, еве го нивното излезе. Така да, каде и да завртиш, каде и да видиш, имаме злоупотреби, имаме несовесно работење, имаме корупција, ама добро е, се чисти полека, метлата работи, добро. Во однос на она што се случува во општеството, неминовно е и она што се случува како домино ефекти во самата опозиција, она појава на реформатори, така наречени, од платформата, луѓе кои што застанаа против сегашното раководство, гледајќи што прават, и луѓе кои што голем дел и не учествуваа во она што се случуваше 2017-24. Значи, од друга страна, чисти, од македонска гледна точка, чисти, нели? Дел се инфицирани со тоа малку, но поголемиот дел не се. Како гледаш на овој судир, кој што е логичен след на нештата? Добро, сега повторно за тоа бил виновен кој друг ако не Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН. Тоа го кажа и реформаторите, дека причина за лошиот рейтинг на Венко Филипче е тоа што е уидисан со ВМРО и со Христијан Мицковски, играл про нив и за тоа паѓал, а од друга страна тој пак рече тие играат за него за да ја сруши неговата партија која што имала неверојатен успон. Не видовме како тоа, како го проценија и со кои анкети, никогаш не кажуваа такви работи, зашто наверојатно и не се вистина, но еве повторно имаме нешто ситуација што се вика раскол во СДСМ, кој што е логичен след на сето она што го направија 7 години поред, и еве доаѓа 2 години кога тонат, дојдовме до 15 пратеника приказката, следните избори велат и помалку ќе биле, па нели логично е она што се случува. Нивни луѓе кажуваат дека веќе се испод 100.000, што не го знам, не сум правил симулации, не сум правил да проверам како е што е, бидејќи ја па и не се бавам со тоа, користам ресурси други агенции што прават истражувања. А види, Лјупчо, основно е дали сакаш нешто да научиш, за да си подобар во изведбата, за да не само знаењето, него и умењето ти е со повисок квалитет на изведба, или не сакаш. Свесно или несвесно. Еве ќе одам мојот пример. Кога ми било тешко, кога не сум знаела, сум морал да го рипнам тој јас, таа дупка, таа задача да ја совладам, јас секој пат сум барал помош во близината моја, еве во воздухопловството во комшиите, во Србија, Хрватска, море до Англија сме оделе да применеме некои работи во цивилно воздухопловство наназад и сме наидувале на соработка, ама и Господ ни враќаше, се сеќавам последен пат помош кога баравме, вика, вие ни помагавте, вика, кога беше ембаргото, сега ние ќе ви помогнеме. Они го држеа рекордот за влез во JA, во таа професионалната воздухопловна организација, кај што нема политика, мора стандарди да исполнеш да те пуштат. Ние имавме 4 неуспешни обиди, дојде ред јас да станам национален координатор, направив прекрасен млад тим, ги пуштив низ светот и Европа да зимат знаење, ми помогна, еве, конкретно србите, го срушивме нивниот рекорд. 19 месеци, ние за 8 месеци влеговме, ама имавме малку и луда среќа имав. Значи, ноу-хауто, да знаеш како, ако го немаш во себе, најди го некаде, примени го, и употреби го. Сега да се вратам на теренот, што ме прашуваш. Ајде да се присетиме 15-та, 17-та, 17-та, 19-та и некаде декември 19-та завршува најтешкиот период по моите анализи за ВМРО ДПМН. Прават една генерален собир во спортската сала во аеродром, ги истакнуваат 4 принципи, гледа менувато, современуваат и химни партиски, употребуваат нови убави песни македонски и така, сега да не се враќам во тоа време, и ја видов, одма реков, еве новата политичка икона, еве лидерство со визија за Мицковски и после за Христијан Мицковски и после почнаа победите. А докато тогаш беа проблемите, те два конгреска те овде. Абе нека учат од ВМРО ДПМН. Абе нека погледнат Немој да им кажуваш од ВМРО да учат ке се. А зошто бе, Лјучо? Нека погледнат што правиа овие.
Никогаш тоа имаше не. двојба за два конгреса, имаше. Имаше некои си хајат, мајат, имаше. Имаше некој фракција. Се сеќаваш на првиот слоган на Христијан Мицкоски? Сите зрна во амбарот. Ги собра. Потоа, они некои се смеа, ако има волја, има и начин. И во опозиција го правеше тоа, и сега кога е лидер, кога е премиер, кажува, ако има волја, ќе најдеме начин, а во моите истражувања ја најдов дека тоа е израз и метод на Алберт Ајнштејн, неговата формула за успех, среќа и радост во работата и во животот. Па тие што го исмеа, тогашниот опозиционер, лидер на опозиција, сегашниот премиер, нека се замислат малку. Значи, треба да сакаш да успееш, треба, ако не знаеш како, да препознаеш во околината, поблиска, подалеку, да земиш, да прилагодиш и да си малку подобар. Сега ти немој да ме караш што ја им давам некои формули, ама тие формули се општи. Им требат ним конкретни формули, не ги напаѓам луѓе во што... Ти го кажа она што се случува. Да. Ти рече нека побараат помош од ВМРО, па им го украдаа слоганот Твоја Македонија. Прежива здрава коалиција. Бојава што им Твоја Македонија, ти украдаа твоја држава, твоја... Јас сум малку суеверен тип. Каде и да е да устелиш. Бојава, лавчето ќе го пораз до пораз имат. Тупаницата, така нека си го вратат розата и тупаницата. Нека си ја вратат. А што вака и бојата на ВМРО му зедува и од тога Белден не видува за избори и изборник. Така. Што очекуваш еве бидејќи е крај на емисијата, последна во оваа сезона? Што да очекуваме оваа 26-та година? Еве на половината сме буквално на годината и на месецов. Што очекуваш на различни полиња да ни се случува? До септември ќе држиме обето. Ќе биде тешко, нема да биде лесно. Очекувам економските и социјалните параметри малку да се подобрат, како што тргнале. Сите показатели се дека ќе биде така и сега треба да имаме малку среќа геополитиката, геостратегијата да оди во наша корис, која знае така да варира. Еве сега цената пак рибна ради пукањето и она. Апелирам до светските лидери конечно нека бидат лидери на мирот, а не лидери на војната и едноставно нека продолжат овие наши државници и лидери во ликот на премиерот и целиот негов тим и сите министри и подпредседатели во ликот на председателката и на сите други од коалицијата да ги бранат националните и државните интереси, Македонија не може да не добие бенефит. Не се толку битни овие закочени 4, нешто милиони евра, тие ќе дојдат само ако се продолжи да се работи на планот на исполнување. Мислам, ти ги спомна преска копенхашките критериуми и на задачите домашна за реформа. Она со Бугарија ја веќе не го коментирам, проблемот е во Брисел, се работи на тоа, тиват го видовме, имаме засврт, имаме позитивна атмосфера и само да се продолжи така. Не гледам ништо друго, не гледам нешто спектакуларно, ама дај Боже во позитива да има па и нешто спектакуларно, некаде при крајот на годината, нешто начув дека ќе има некои поголеми инвестиции кога ќе помине ова тешко жешко лето и кога малку работи веќе се очекува да бидат подспирени на геополитички и геостратешки план. Ти благодарам што беше дел од оваа последна емисија во сезоната. Јас ти благодарам, честа е моја. Ми беше чест. Така, исто и мене. Ти посакувам убаво лето, па се гледа. И исто и тебе и на целата екипа и на медиумот. Ти благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, ви посакувам исто така убаво лето, да наполните батерии, да сте ни живи и здрави и секако да се чувате многу со семејствата. Се гледаме во септември.